Добар ден. Денеска објавуваме уште еден случај, уште една потврда зошто партиските послушници на Никола Груевски во Уставниот суд немаат морален кредибилитет да одлучуваат законски и непристрасно. Против Илија Ивановски, брат на судијата во Уставниот суд Никола Ивановски, во 2013 година поднесена е кривична пријава. Кривичната за Ивановски е поднесена врз основа на член 398 од Кривичниот законник, што подразбира казна за кривично дело, неовластено организирање комар или друга игра на среќа што е забранета. До денеска поминаат 3 години, но за оваа кривична пријава не се знае ништо. Каде е заглавена кривичната пријава за Ивановски веќе 3 години? Јавноста со право прашува дали намерно се држи во нечија фиока кривичната пријава за да се испорачуваат партиски налози на ВМРО ДПМНЕ. Кај судиите Гошева и Јосифовски постои конфликт на интереси. Очигледно дека кај судијата Ивановски постои многу повеќе од конфликт на интереси. Интерес на сите граѓани, интерес на Република Македонија е правда и владење на правото. Затоа денеска граѓаните масовно ќе излезат во одбрана на правдата, во одбрана на вистината, во одбрана на уставниот поредок на Република Македонија. Почитувани граѓани, почитувани правници, студенти, професори, сите денеска во 18 часот од пред владата преку собранието до пред Уставниот суд мирно и достоинствено да излеземе во одбрана на Уставот. Сите под знамето на Македонија, заедно за демократска Македонија. Благодарам, повелете со прашање. Како коментирате тоа што за вечерва се организираат и контрапротести, веќе се поставуваат и шатори? Па сега веќе се е јасно, ВМРО ДПМН и фактички го окупираше Уставниот суд на Република Македонија. На ВМРО ДПМН очајно му е потребно да оваа иницијатива која што они ја стимулираат успее. Очигледно е дека Никола Груевски е свесен за собствените криминали и криминалите на неговите најблиски соработници и очигледно е дека се они тие кои што стојат за целата ова постапка која што се води пред Уставниот суд. Стравувате ли од судири? Ние повикуваме секогаш на мирен и достоинствен протест. Ова што во најмала рака смешно што го прави ВМРО ДПМН пред Уставниот суд во текот на денешниот ден, нема да не поколеба нити нас, нити граѓаните да го искажеме својот револт и да ја кажеме нашата заложба за владење на правото и правната држава. Во оваа држава мора да има ред, во оваа држава мора да има закон. За криминалите мора да се одговара. Груевски се огради од Уставниот суд и рече дека тој и тогаш имал став оти е уставна одредбата и сега истиот став го дели, за разлика од вас кои што сте го смениле мислењето. Груевски се оградува секогаш јавно од една работа, меѓутоа тајно и подземно работи на реализација на она што е негов политички интерес. Негов политички, меѓутоа и личен интерес е да се заштити од криминалите. Факт е дека Никола Груевски, извршниот комитет на ВМРО ДПМН, повеќе од половината се осомничени за изборен криминал и дека се они единствените луѓе на кои што во овој момент им одговара било каква амнестија по однос на кривични дела за изборен криминал. Повеќе од очигледно, сите знаат веќе и денеска ова нивно поведение покажува дека токму ВМРО ДПМН и Никола Груевски стојат позади оваа иницијатива за укинување на овој дел од законот. Дали овој пример денеска што го споменавте против судијата подносител предок во Уставниот суд, нели, кој прифатил барањето на адвокати од Охрид за оценување на уставност? Она што ние го тврдиме во изминатиот период и што ќе го тврдиме во иднина, дека во овој персонален состав на Уставниот суд не станува збор за стручни и професионални луѓе кои што до тие позиции највисоки во правото се дојдени заради својот професионален интегритет, туку дека станува збор за голи партиски послушници кои што се таму седнати да испорачуваат партиски барања на Никола Груевски и ВМРО ДПМН.